Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за поврзаноста на малигните болести со начинот на исхраната. Има ли продукти што треба да се избегнуваат? Постојат ли докази дека одреден тип на храна е носител на канцероген потенцијал? Дали со промена на режимот на исхрана би можеле да го намалиме ризикот за појава на малигните заболувања? Лицата што ќе добијат диагноза карцином обично се силно мотивирани да направат промени во исхраната и применуваат некоја од диетите за кои што на интернет може да се прочита како ветуваат добри резултати во лекувањето. Па се советува ли таков пристап? Денеска имаме тема на која што ќе говориме со доктор Милан Ристевски, специјалист по онкологија и радиотерапија од клиничката болница Жан Митрев. Започуваме веднаш по рекламниот блок, се гледаме во студиото. Каква е улогата на исхраната во појавата на разните видови карцином, но и има ли влијание во текот на лекувањето? Ке го запрашаме доктор Милан Ристевски, специјалист по онкологија и радиотерапија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов. Има ли докази дека одредена храна е носител на канцероген потенцијал? Бидејќи можеме на интернет да прочитаме текстови како црвеното месо би можело да направи проблем. Месните продукти дека исто така може да бидат... Особено преработеното црвено месо. Значи, треба да јадеме месо или не? Преработеното црвено месо, сега прво треба да кажеме што е преработено. Тоа не е она сирово месо кое што вие ќе го купите од месара од тип, да речеме, свински или телешки мускули, само термички ќе го обработите дома. Значи, станува збор за преработки од тип на кобасица, од тип на салама, од тип на чајна кобасица или какви да сакате кобасица. Пушени меса, сето тоа е проблем? Апсолутно пушени меса. Уште во 20-тите години на 20 век беше воочена една асоцираност помеѓу концентрацијата на нитрити, нитрати и после тоа појавата на карцином пред на дебело црево. Поради тоа првите испитувања потекнуваат баш од втората половина на 20-тите години во 20-тиот век. Се заклучи од таа студија дека да, нитратите може да останат, нитритите не смеат да останат и на вистина веќе имаше некаков таа одлука на FDA тогаш придонесе да се намали малце стапката за карцином на дебело црево. А од друга страна, појавата на фрижидерите многу го олесни третманот на чувањето на месото дома. Значи, не мораше месото да биде пресолено, пренитрирано, саламурено, чадено, за да може во тек на подолг временски период да се конзумира. Едноставно го стававте во фрижидер и фрижидерот си ја вршеше својата работа. Во однос на преработеното црвено месо, значи нема никаква дилема од страна на Светската здравствена организација е со категорија 1 исказ сигурен предизвикувач, доколку се зема нормално во долги временски интервали, не станува збор да ако вие еднаш или два пати годишно пробате салама, но повеќето земаат редовно, 2-3 пати во неделата употребуваат месни преработки во исхраната. За редовен внес се смета дека е над 100 грама неделно. Само 100 грама? 100 грама тоа значи редовен внес. Тоа е премала количина. Тоа е премала количина. Споминавте дека црвеното месо исто така би можело да предизвика непреработеното црвено. Тука е малку. А што е со белото? Ќе дојдеме и до белото, да ги завршуваме приказните една по друга. Месото во себе не е само месо. Што сакам да кажам? Не знаете животното дали внело афлатоксини или некога се хранело. Не знаете колку диоксини и пестициди содржи тоа црвено месо. Така. Вие тоа го внесувате. Многу тешко ќе најдете месо кое што по својот избор животното, додека нормално се хранело, дека било хрането исклучиво со органска храна, органска трева, дека немало никакви додатоци, дека било баш happy cow или happy pig. Речи си да не можеме таков продукт да најдеме на пазарот. Не можеме да најдеме.
Така да со право може да се посомневаме дека и месото кое што го конзумираме потекнува од животни кои што јаделе храна која што била и претретирана со пестициди, никаде не се водело најверојатно потекло дали има афлатоксини внатре или не и така натаму и така натаму. Така да не е само месото само по себе. Проблемот е и на сите оние состојки што ги користело соодветното животно и во тек на својата исхрана пред да биде заклано буквално. Но сепак се прави разлика помеѓу црвено и бело месо. Да, сепак се прави разлика. Иако да речеме храната може да некаде да се совпаѓа, белото месо е многу помалку канцерогено. А за рибата во поново време, особено рибата која што доаѓа од слатководни извори на проточна вода, значи, тоа се оние рибници каде што нон-стоп има истекна вода, нон-стоп има некоја планинска незагадена вода како дотур, тоа месо е навистина многу безбедно. Кога употребувавме бензин кој што не беше безоловен, туку имаше додаток на олово, за жал особено во овие поплитко водни риби, концентрацијата на олово беше навистина голема. Сега како се забрани безоловниот бензин, пошто тоа беше главниот извор на олово во морињата, така почнаа да паѓаат и концентрациите, така да сега и морската риба, особено ситната морска риба, не го содржи веќе таа концентрација на олово, меѓутоа кога ќе видите пак загадувањето на морињата и на океаните со певец се колкава и што све во поголемите риби во нивните желудници ќе најдете. Многу е сложена оваа тема, од кои аспекти да се анализира. Значи, ние самите ја загадуваме планетава, тоа нас посредно ни се враќа преку исхраната, така да за се сме самите криви колективно, и индивидуално и колективно. Споменавте дека има низа ризици кои што се поврзани со месото и со другите продукти, ќе дојдат и тие наред, но исто така е многу важен начинот на кој што го подготвуваме месото. Ние обично сакаме да ставиме парче месо на скара. Тоа е вкусно, некои сметаат и дека е добар начин на подготовка на месото, бидејќи не се користат масти при тоа, дополнителни. Но сега некои истражувања велат и тоа не е здраво. Дури и лебот кој што е ставен на тост не е здрав. Што е тука сега? Тоа и кафето. Кафето. Што е тука сега спорно? Значи, еде вака ќе дојдеме и до тоа. Немојте да ме сватите дека сум човек што ги одвраќа луѓето од јадење на месо. Иако како во минатогодишниот циклус на полукружно вртање јас ги спремав емисиите за протеини, за метаболизам на протеини за месо, како повеќе ги гледав фудиджите видеата од живинарските и фармите воопшто за животни и како животните се колат, така знаете, некој етички кодекс во вас се буди и се вика, па навистина ако почнам да го бойкотирам ова, можеби ќе падне и продажбата и може тоа ќе ги откаже луѓето да колат толку многу животни. На тој начин поздраво ги живееме и она што го оставаме како карбонски прилив ќе се намали и едноставно целата планета има бенефит. Меѓутоа да не забораваме дека еволутивно почнувањето на користење на месо како извор на храна е можеби најодговорниот фактор зошто мозокот на праисториските луѓе почнува да се зголемува и да се развива. Бидејќи месото носи доволно калории, доволно аминокиселини, само во месото ги имате сите есенцијални аминокиселини. Никаде на друго место, освен во месото. Никаде на друго место. Значи, тие есенцијалните масни киселини што се потребни за создавање на протеини. На протеините, да. Само и тука ги има сите. Значи, не може да се јави дефицит во тој случај. Не може да се јави дефицит, така е. Да се задржиме малку на начинот на подготовка, докторе, зошто месото да не се става на скара? Се до 80-тите, иако многу од порано Мајлард предупредувал дека да, се случува една неензимска реакција, ја викаме. Знаете што, за да во нашите тела, во живите организми кои што живеат особено на константна температура, како ние, например, каде што имаме константна температура помеѓу 36 и 37 степени на нашите тела.
за да се случуваат хемиски реакции баш во тој температурен опсек, мора да има и некој тип на помагач на сите тие хемиски реакции, тоа се тие ензими кои што ги помагаат реакциите, бидејќи не може све со хидролиза водата само да ги хидролизира работите и тие нас веднаш да ни станат достапни и ние веднаш да ги користиме. А овој пат станува за една реакција помеѓу протеини, односно аминокиселини, прости шеќери и температура. Ништо повеќе. Колку е помала температурата, таа реакција толку попостепено се одвива. Да речеме, старењето, една од формите на старење е баш таа спора Мајлардова реакција што трае од моментот на нашето зачнување па се до нашата смрт. Ако споредите, да речеме, кускина срцевина на беби, кускина срцевина на пострат човек, ќе го видите тоа зажолтување. Тоа е баш оној доказ дека да се случила таа Мајлардова реакција во кускината срцевина. А се она што го обработуваме термички над 140 степени брзо создава акрилни амиди. Акрилните амиди се она што е канцерогено. Значи тука спаѓа пржењето, печењето, се што е на висока температура? Се што е на висока, ама до некои си 160-170 степени. После тоа имате веќе карбонификација. Значи, многу зависи кој тип на храна, на која температура го произведувате и колку долго тоа го правите. Да речеме, ако вие предолго оставите на 160 степени некое месо да се пече, на крај тоа ќе ви карбонифицира. Значи, точно треба и процесот да го наблюдувате визуелно и олфакторно со мирис да знаете до каде сте. Меѓутоа, многу помалку акрилни амиди се создаваат при помали температури. Така, значи... Да речеме, во суровата храна, скоро и да нема акрилни амиди. Значи, што повеќе јадеме сурова храна, значи термички необработена, во тој случај би била суровата храна не поздрави. е за сите. Од друга страна, месото не можете да го јадете живо, има бактерии. Луѓето почнуваат термички да обработуваат храната прво за да ги убијат патогените бактерии. Тоа е основната причина. За да таа биде безбедна за јадење. Бидејќи ако не ги убиеме патогените бактерии, ние ќе бидеме нон-стоп изложени на лоши бактерии и нивни екзо и ендотоксини, ние нон-стоп ќе повраќаме, ќе имаме гастроентероколити, ќе имаме проливи и ништо не сме направиле. Нити може да јадеме, нити пак нешто внесуваме од калории во нашиот организам. Но овошје, зеленчук, сето тоа подобро е да јадеме свежи отколку термички добро ги обработуваме во најдобро е да јадеме свежи. различни нели форми, како што се супи и слично. Супата е здрава, но сепак е подобро морков да се изренда, така? Да, ама нема акрилни амиди во неа. Нема акрилни амиди во неа. Дури ако на висока температура се подготвува и се вари, никогаш никош на нема. 120 степени вие супата не ја правите. Значи да заклучиме, варивата се здрав начин. Не само варивата, наготвење. динстаната храна исто безбедна. Докторе, оние пациенти што ќе добијат диагноза карцином, обично веднаш прават промена во режимот на исхрана. Советувате таква драстична преобразба во начинот на исхраната? Како онколог? Ајде вака да ги разграничиме малце концептите. Еден е концептот на која храна да се јаде или да не се јаде, за да не внесуваме канцерогени материи, за да не предизвикаме. Така. Вториот концепт е кога веќе туморот е добиен, меѓутоа тој тумор хирушки е веќе изваден, болеста макроскопски барем не постои, а се дава терапија само да се спречи повторно создавање на болеста, повторна појава на болеста. Тоа е сосема друг концепт. Меѓутоа, неоперабилни тумори, особено метастатски сетинг на тумори и исхрана се трет концепт и терминална фаза на болеста пред смрт е сосема четврти концепт. И сите овие концепти се разликуваат и во препораките, и во општото знаење. Да речем, во таа терминална фаза скоро и да нема студии, бидејќи реално нема заклучок што ќе каже дека одреден тип на храна во тој стадиум ќе допринесе за поголемо преживување на пациентот. Може би минимално може да го калибрира квалитетот на живот, ама не и преживувањето. Значи, во третманите на малигните болести
секогаш имаме два паралелни параметра кои што ги бркаме. Што поголемо преживување со што подобар квалитет на живот. Некои истражувања покажува дека половина од пациентите со карцином спровеле некои од диетите кои што ги нашле пред се на интернет и кои што гарантираат добри резултати во лекувањето. Такво нешто не постои, но еве, повеќето изфрлаат сосема месо, месни преработки, некои стануваат вегетаријанци, други вегани, трети се хранат само со термички необработена храна, со сурова храна. Дали има докази дека растителната храна ќе даде подобрување во некоја од овие што ги споменавте фази од болеста? Значи да, за да се точно така, она што го нарекуваме медитеранска диета, односно пред се зеленчук во салати, термички непроработени убавки, да, во тој аѓувантен сетинг кога туморот е веќе изведен, терапијата е помината, да, потребата на на храна на вистина го менува редоследот на повторна појава на болест, односно го продолжува или го анулира феноменот на повторна појава на болест. Тоа е медитеранската диета. Во однос на моментот кога туморот не може да се извинувам што прекинувам, таму не е сосем исклучено месото, ако не се лажам, во медитеранската диета. Не, нити млекото, нити месо. Нити млеко, нити месо. Значи една убава избалансирана исхрана би помогнала. Знаете што? Има еден НЗС на месото и на полномасното млеко во однос на појавата на рак. Ама ајде да го објасниме ова убаво. Она што е најштетно од мастите, тоа се заситените, кои што се претежно животински масти и трансмастите, односно преработките на масти. Тие не само што делуваат на центарот за глад и ситост, предизвикуваат хронично воспаление на нейроните и на тој начин веќе нашиот центар за глад и нашиот центар за ситост не можат да ги препознаат, убаво да ги нивелираат чувството на глад и чувството на ситост. Второ, како типови на масти, тие се лоши за нашиот цревен микробиом. Цревниот микробиом, бактериите, микроорганизмите што живеат во цревата, кои што се всушност одговорни за имунитетот на другото. За многу работи се одговорни. Пред се одговорни за нашето расположение. Значи, невротрансмитерот на среќа, серотонинот, едва 5% од потребите само мозокот ги произведува. 95% се тие добри бактерии од цревата. Се има една многу добра изрека, вика, поарно нахрани го добро твојот цревен микробиом, отколку тој да се храни од тебе. И тоа е точно. И тука, навистина, медитеранската диета, богата со растителни влакна, е убедливо најдобрата за одржување на тој наш добар цревен микробиом. Сега, колку е тој голем, да речеме, да го изнесеме во некоја мерка во килограми. Бега, ја да ви се пофалам нормално со мојата големина, од мои 110 килограми, барем 7 килограми се тие бактерии во моите црева. Тоа воопшто не е мал процент. Што воопшто не е мал процент. Ние сме всушност составени од клетки од бактерии. Ние не сме... И микроорганизми. Значи, ние исклучиво живееме во содејство со она што го има околу нас и тоа што го има во нас. Затоа треба да внимаваме, значи со медитеранската исхрана всушност обезбедуваме добра храна за нашиот микробиом, што е... Почитуве го кираџијата што живее во тебе. Секогаш да го имаме тоа на ум. Знаете што, ова релативно ново поле од науката, фасцинантни информации има во таа област. Знаете што, последните десетина години толку неверојатно фасцинантни работи се случија во медицината, така да навистина тоа е невозможно да се следи. Во разни полиња да можете се тоа да го следите, вие треба нон-стоп само медицински вести да читате и ништо друго да не правите. Така, но вела дека бактериите кои што живеат во нас се одговорни за многу работи, споменавте расположението, здравието, имунитетот и сето останато. Тие се неважниот фактор, да речеме, одамна веќе се знае дека фактор број 1 за настанување на рак на желудник е Helicobacter pylori. Тоа е лоша бактерија што живее во нашиот желудник. Тоа значи ферментирана храна секогаш би била добра идеја и кај здрави лица, но и кај лица болни од карцином? Најлошата работа за вашиот цревен микробиом се заситените масти, трансмастите и простите шеќери. Тоа што всушност секојдневно го внесуваме во исхраната. Најдобрата работа се растителните влакна.
повторно различни ситуации, кога ги спомнавме веќе растителните влакна, различни ситуации во животот може и да ви забранат користење на растителни влакна. Да речеме, ако имате застој некако во цревата, ако внесете растителни влакна, ви уште повеќе ќе влошите состојбата. Затоа е најдобро луѓето кои што се занимаваат со нутриционизам пред се да бидат лекари. Значи, барем да имаат завршена некоја општа медицина, па дури потоа да го научат тој дел од нутриционизам за да може да даваат препораки. Така. Инаку се прават катастрофални грешки, значи од пациенти кои што ми доаѓале да ми кажат што све им е препорачано без да именувам, ја не може да се изначудам. Ке споменаме дел од диетите кои што се препорачуваат кај лицата кои што имаат карцином. Тоа е неверојатно интересна ајде да започнеме, преписка. докторе, со алкалната диета, односно со идејата дека карциномот се развива во кисела средина и поради тоа треба да се внесува алкална храна, само 20% од продуктите би требало да гледам дека се смешкате, би требало да создадат некоја кисела средина, покрај тоа што се земаат некои продукти, тука спаѓа оше зеленчук, што не е лошо, нели јаткасти плодови, семиња како амарант, киноа, има цела лепеза на продукти кои што сметаат дека се алкални и меѓу другото се комбинира со сода бикарбона. Ми се чини дека речи сите пациенти што поминале низ оваа болест пробале. Пробали газија. Порано во мода беше во јаболка да се зачукаат по 10 раѓосани шајки. Секакви глупости имало. Алкалната диета ставата? Не постои алкална диета. Постои само едно базично непознавање на електролитната хомеостаза. Што тоа значи, ве појаснете? Многу просто. Дали ќе биде средина кисела, неутрална или базна, зависи од концентрација на водородни и хидроксидни иони. Ти определуваат, ако има повеќе водородни иони, ќе биде кисела, ако има повеќе хидроксидни иони, ќе биде базна. Ако иста концентрацијата е неутрална, телото на секој начин гледа да го задржи тој баланс, тоа му е целта. Само така ќе преживее. И тоа се случува од моментот уште на внесување во уста. Од птиелинот, од плунката и сите ензими надоле до желудникот. Желудникот има силно кисела средина. Што и да внесете вие алкално преку уста, во желудникот веднаш се неутрализира. И сега како тоа нешто што вие ќе го внесете, да речеме ако е туморот негде периферна, негде на мускул, на нога, и како тоа алкално ќе стигне до туморот. Тоа уопште луѓето што го кажуваат, тоа воопшто не размислуваат што зборуваат. Јасно, во ред, одиме понатаму. Палео диета најдов, каде што се изфрлаат, тоа велат палеолитска диета, значи се изфрла глутенот, мешункасти продукти и слично. Може ли глутенот на вистина да направи некаква штета? Кај луѓето кои што не можат да го сварат, да. Прави хронично воспаление на цревата. Значи тоа до некаде има логика кај оние лица кои што имаат глутенска нетолеранција. Токму така. Или пак алергија на глутен. Само во тој случај, инаку не препорачувате да се пробува кога ќе кажеме алергија, мора да внимаваме, бидејќи при алергија имаме и производство на соодветни антитела, што е друго од генетски енземски дефицит. Сега тие работи две да не ги мешаме. Но доколку се јави карцином на дебело црево, еве ако се примени ваква, не? Не. Значи, карциномот на дебелото црево само бара да нема хронично воспаление во дебелото црево, ништо друго. А да се изфрлат млечни продукти? Се изфрла Многу битно прашање. Кога размислуваме за млеко, повторно мора да бидеме сигурни дека во тоа млеко нема афлатоксини, што се канцерогени. Нема други фитохемиски материи што се канцерогени. Инаку, она што најчесто го слушам од нутриционистите, немај ни случајно млеко, мислам гледаш пациент пеа со ситоклеточен на бели дроби и немај млеко. Зошто? Зошто? Според кои студии? Според кој квалитетна студија, ако уопште има такво, или доволно е само ја со така набилден авторитет да го погледам пациентот остро во очи и да му кажам немој,
Немај, ти забранувам, мислам, на што личи тоа. Секогаш на луѓето мора добро да им објасните зошто да им најдете точно причинско-последична врска за уопште вашиот исказ да се земе предвид. Претпоставам Значи, нешто водност на имате млекото. толеранција на лактоза, Што е многу често стекната во подоснежните години. тогаш има логика да се А извади. не постои млеко без лактоза. И каква врска има во спалението во црева што ќе го создаде со, да речеме, карциномат на бели дробови? Никаква. И уште неколку. Ај, вака, Само би сакала морам- би сакала методата на Герсон да ја искоментирате. Не знам таа, што е таа метода? Има тука, значи се применуваат клизми за се изфрлат токсините и потоа диетата се сведува на сокови од овошје и зеленчук. Нешто поспецифично, да Одреден речеме, број кој е на нивото денови, на фруктоза што го 40 внесуваме. и неколку дена ми се чини дека се применува. Дали може, еве тука токсините ги обвинуваат за појавата А во кој, на во кој карциномот? стадиум на карциномот они ова го препорачуваат? Не е наведено, претпоставувам дека кај сите пациенти со карцином Не може го кај сите, значи, препорачуваат. гледај, едно е човек кој Може што ли има токсините со неоперативен- клизмите да се Со елиминираат клизмите од едино нешто што организмот? се вади побрзо е содржината од дебелото црево. Де факто таму се најголем дел од работиве непотребни за телото и телото ги сврлат. Може би го нарушиле и микробиомот? Со Ќе се клизмите? елиминираат и дел од бактериите што живеат Па, таму? Лошите секако да, добрите бактерии пак ќе најдат начин да се насолат, ама повеќето од лошите бактерии со клизмите би ги сврлили. А диети само со сокови или пак еве диети со гладување има? Ама повторно ќе Да го истоштат дојдеме до тоа. карциномот, да не му дадат не може да шеќер. го не може Велат да го карциномот се истошта, храни со шеќер. Карциномот се храни со све. Тоа е најголемата заблуда. Тоа е најголемата заблуда. Се храни со се. Дури и со фруктоза. Е сега како викаме шеќери. Најверојатно голем дел од гледачите знаат дека шеќери не е само белиот шеќер, него има и други шеќери. Меѓутоа, кога ќе кажеме комплексни шеќери, каде што да речеме и целулозата во растителните влакна, за нив е тоа малце можеби потешко прифатливо. И гликогенот депониран во мускулите и црниот дроб е исто така шеќер, така, само е комплексен шеќер. Целулозата без разлика што не ја вариме комплексен шеќер, тоа се полимер од гликоза. Она што ние го употребуваме како шеќер во нашата прехранбена индустрија е сахароза. Сахарозата е прост шеќер составен од една гликоза и една фруктоза. Нашиот центар за глад и центар за ситост можат да мерат единствено концентрација на гликоза во циркулацијата, не и на фруктоза. Тоа е оној критичен момент кој што го користи прехранбената индустрија во почетокот на 80-тите, за да накратко после тоа почне она што е пик на згоеност, overweight, прекумерна тежина. Тоа е епидемијата на 20 и 21 век. Злоупотребата на така наречените скриени шеќери во прехранбената индустрија. Зошто се прави тоа? А многу работи кога вие треба да ги произведете, да ги конзервирате и однесете во супермаркет за да стојат по година-две на рафтови и да не се расипат. Вие треба некако да ги третирате. Да, вие додавате разноразни хемикалии кои што ќе ги одржат така свежи, тоа се конзерванси, додавате емулгатори кои што исто така ќе се обидат формата на храната да ја задржат таква каква што е. Дел од тие емулгатори се и многу канцерогени. Меѓутоа исто така, кога ќе ги додадете и конзервансите и емулгаторите, на крај кога ќе го пробате како тоа ви се допаѓа на јазик, најверојатно реакцијата е ова го фрлам и не помислувам. И што се случува за ова не го фрлам и не помислам веќе да го купам? Се додаваат шеќери. Меѓутоа, како ќе изгледа кога вие на сенф и на кетчап ќе му додадете шеќер, а очекувате сосема друг вкус? Е, тогаш мора уште повеќе сол да додадете за да го неутрализира шеќерот. Зошто фруктозата е проблемот? Јапонците во 66 година
патентираат нешто што го нарекуваат high sucrose corn syrup или на македонски преведено пченкарен скроп. Тој сируп е многу ефтин, поевтин од шеќерот, полесно се транспортира, прехранбената индустрија го обожава. Доколку успееме прехранбената индустрија да држиме под контрола на она што го внесува во храната, што ние купуваме од супермаркети, и доколку успееме она што го купуваме на маркетите, вклучително и на зелените пазари, на вистина да видиме колку има во себе, колку е претретирано со пестициди и инсектициди, тогаш можеби ќе можеме и колективно да превземеме некаква контрола на нашето здравје. Во меѓувреме ќе бидеме болни. Во меѓувреме да ќе бидеме болни. Колку значи да се трудиме да живееме здраво е навистина многу тешко, дури кога ќе земеме да читаме што ќе почнете сами да си произведувате храна. Да. Па има такви примери. Има такви примери. Дури на терасите имаат црви за компост за да си создадат. Видете, зашто да не се искористи терасата за нешто такво? Зашто мора да биде само украсно цвеќе? Зашто не може и лимон на тераса? Така е. Може би ќе треба такви некои ситни промени. Всушност и не се ситни, па тоа е неедноставно во целиот таков е ритмот на живот, не е едноставно да се земе и да се одгледува. Ритмот на живот. Еве некои се одбиделе, но потоа се откажале. Ритмот на живот. Дали пациентите кои што се болни од карцином би требало да го прават ова, да почнат нешто самите да произведуваат? Би направило ли тоа разлика кај нив? Не, во терминален стадиум е прекасно било што да направите, е прекасно веќе. Работите најкасно може да ги именувате во моментот кога туморот се вади, идете после на адјувантни третмани за туморот, пак да не се појави, тука е моментот кога најмногу може да направите. Во метастаски сетинг веќе препораките се сега за сега поинакви, макар да ништо не стои на цврсти нозе, тоа морам да ви кажам. Студиите се од крајно спротивниот правец на линијата, една вика да речеме кетогената исхрана. Кај голем дел од туморите вика да, супер е, другите студии викаат истите овие тумори врска. Појасете ние, таа ми е предвидена да искоментираме денеска. Каква е таа кетогена и зошто таа би дала добри резултати кај одредени форми на карцином? Таа се препорачува. Кога станува збор за неопребилни тумори, мора да го разбиеме прашањето што е тоа што туморот го користи за енергија и како храна. Дал на туморот му треба храна? Апсолутно му треба. Зашто му треба енергија на туморот? Да, бидејќи клетките се многу активни, брзо се размножуваат. Меѓутоа, прво нешто што треба да го сватиме. Туморот не е изграден само од туморски клетки. Туморот е изграден од туморски клетки, туморска строма, екстраклеточен, вонклеточен матрикс. Тоа е безклеточни елементи се тоа. Значи тоа се влакна на фибрини, така натаму, еластин, колаген и така натаму. Туморот произведува своји туморски крвни садови. И на крај во туморот влегуваат и многу имуногени клетки, најчесто. Значи влегуваат и фибробласти, влегуваат и дендритични клетки, влегуваат за жал и макрофаги, кои што имаат инхибиторен одговор во однос на развивање на имуногеност на туморот, и за среќа влегуваат и цитотоксични Т-лимфоцити кои што фактички го напаѓаат туморот. За сето тоа туморот да го произведе не му требаат само шеќери. Му требаат и аминокиселини. За да ги дели клетките, му треба прост шеќер наречен рибоза, што е составен дел од ДНК-то. Така. Да речеме, кога туморска клетка би успела да се подели на две клетки без ДНК, супер, би прекинале со лекување на туморот, тој само се веќе загина. Ама за жал не е така. Се користи туморската клетка. Првите испитувања беа многу охрабрувачки односно оваа хипербогата со масти, и тоа пред се од растително потекло. Така. И тоа кај глиобластомите, бидејќи се покажа дека глиобластомите екстремно тешко може да ги користат кетотелата кои што настануваат како производ на таа кетогена диета. И во анимални студии, меѓутоа повторно ќе кажам, анимални студии на глувци. Мора да земете една голема разлика предвид кога станува збор за
испитување на луѓе, испитување на глупци. Да, но кога човек се фаќа Зошто? за сламка, докторе, се пробува. Знаете што, едно е да се фаќате за сламка која што е онака без везе само фаќање, друго е кој за цврсто јаже ќе се фатите, па некој ќе ве повлече нагоре. Значи не советувате во... Не, оставете ме да се докажам, пошто е многу битен концепт кој што очигледно не е јасен на луѓето. А тие први испитувања анимални кај глувци на кои што им беше всаден глиобластом. Таму кетогената диета успеа. Меѓутоа, понатаму, за жал, не покажа сигнификантност. Покажа тренд на некоја малце пролонгирано преживување, меѓутоа не и сигнификантност. Во медицинската статистика тоа се смета како неуспешна студија. А има ли некаква форма на некоја диета, режим на исхрана што докажува дека има ефект кај одредена форма на карцином? Постои ли таква нешто? Не постои. Не постои, да речеме. Откако ќе се добие хормонзависен карцином на дојка, тогаш да, млекото од соја и сојата не е препорачена поради фитоестрогените што ги содржи. Обратниот момент, ако ја земате млеко од соја и воопшто сојни производи, здрав сте, немате никаков карцином. Студиите на здрави па викаат дека луѓето што користеле соја и сојно млеко, тоест жените кои што користеле соја и сојно млеко, помалку добиле хормон зависен карцином на дојка. Значи, ви кажувам, работите се многу посложени, не можете никако да ги изведете во бинар на едно многу просто да и многу просто не. Така, не може да се симплифицира се тоа. Да се вратиме на темата, што све туморот сака. Де факто, на туморската клетка им треба многу гликоза. Бројот на глут рецептори кои што внесуваат само гликоза внатре во клетката е многу поголем него кај здравите клетки. И ние тоа секој ден го гледаме на PET scan, така? FDG, флуородигликоза, ако не е тој механизам, ние не ќе можеме метаболички да го детектираме малигното ткиво каде е. Благодарение на тој момент ние гледаме каде е. Меѓутоа, туморските клетки во делбата своја не можат, пошто се брзи делби, не стигнуваат ни од далеку да направат толку многу митохондрии. Митохондрија е она што е енергетската станица на клетката. Се она што е добивање на АТП. АТП тоа е горивото за нашите клетки. Значи тоа е основното гориво за туморската клетка. АТП, аденозин трифосфат. Бидејќи они имаат цитосол и многу јадра, многу малку митохондрии, и тие митохондрии што ги имаат, и тие се дефектни. Не можат никако да направат нити бета-оксидација понатаму на масните киселини како извор за добивање на АТП, нити можат Крепсов циклус, односно оној аеробен дел од гликолизата да го искористат. Така да во цитоплазмата може да се користи само еден начин на добивање енергија. Тоа е гликоза се распаѓа на пирувати, пируватите во лактати. Од таму се добива енергијата. Меѓутоа, енергетски е многу неефикасен начин. Вие на тој начин, на таа анаеробна гликолиза од 1 мол гликоза, ќе добиете максимум до 2 до 4 мола АТП. За разлика од аеробната, клеточната респирација во митохондриите, од 1 мол глукоза таму добивате дури 36 мола АТП. 9 пати повеќе енергија добивате, меѓутоа во еден многу покоординиран и поспор процес. Значи, здравите клетки енергијата добиваат полека и сигурно и многу од минимум хранлива материја, обратното е кај малигните клетки. Малигната клетка века ми треба енергија сега и одма, а неам митохондрија која да ми го прави понатаму процесот, да ми го заврши Крепсковиот циклус и бета-оксидацијата на масните киселини, и затоа заглавува исклучиво во тој метаболизам на користење на гликоза. Ама не е само тоа. Затоа некои велат изгладнувањето е решение. Многу погрешно. Многу погрешно, бидејќи тогаш малигното ткиво испушта еден протеин кој што порано го викавме кахексин, сега го викаме TGF, Transforming Growth Factor, кој што све што е вишок на складиран протеин и маст,
преку еден процес наречен си го неогликогенеза си го претвара паугликоза и повторно си го користи. Тотално погрешно. Значи ова е навистина една многу комплексна енормно комплексна тема. Која што бара пред се добро познање на метаболизам на нормална клетка, па потоа и метаболизам на малигна клетка, а за жал постојат преку 2-3 различни типови на тумори и нивните метаболизми сепак имаат разлики. Добро, докторе, кој ќе дојде пациент кај вас со карцином и ќе ве праша што да правам, докторе, во однос низ храната? Започнуваме да ми што трае саат време. Медитеранска исхрана, предпоставувам, на крајот е најдоброто решение. Најлесно е достапна, мислам, знаете што. Па и вела дека нашата исхрана е блиска до медитеранската. Па ние сме медитерански исхрани. За жал ние практикуваме веќе како некогаш. Па не, бидејќи таа сепак бара некој да отиде на пазар, да купи, да сготви дома. Да, современиот начин на живот очигледно не отркна и од семејните ручеци. Ако нема ручек, се тоа на работа веќе исконзумирано. Вечера, ако нешто се... Ај, видете и овака филмови амерички кога се среќаваат дома за време на вечера. Иначе не постои ручек и ни в дом. Да се обидеме токаш да промениме нешто кон подобро. Ајде ќе штрајкуваме за пократко работно време. Па зошто да не? Еве во некои земји се скрати во Шведска. Велат и продуктивноста е зголемена. Точно е. Значи има бенефит од повеќе аспекти. Работодавците се позадоволни бидејќи добиваат шестчасовното работно време го мотивирани работници. Токму така. Шведското искуство го покажа токму тоа. Прво, не брзате никаде, бидејќи сите институции ви работат до 2 смени. Имате фактички на сите институции 12-часовно работно време. Ако вие сте прва смена на работа, све друго што ви треба надвор го вршите у нивната втора смена. И не отсуствувате од работа, бидејќи не знам у таа и таа банка или на тој доктор треба да отидете, каде што исто и вие работите прва смена и само тие работат втора смена. Така, здравјето зависи од многу фактори. Од многу фактори, меѓу другото и од тоа што го споменавте пред малку. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување, преубаво објаснување, преубаво... За жал не многу прашања овака остана неодговорени, но секако гледачите ќе имаат повторно можност да ве видат во Тилма амбуланта, но и на телевизија Тилма. Наскоро ќе започне вашиот нов проект. Па да, бидејќи видите, сите овие објаснувања што ги давам на моите пациенти, веќе стварно се уморен да ги давам. Веќе полека ќе ги ставам и снимени на YouTube. Така да, секако на Телмо 19 март почнува втората сезона на серијалот Полукружно вртење, кој што исто така го обработува метаболизмот, метаболичкиот синдром, сите негови асоцираности со многу останати болести, како да го победиме старењето, уопште до кој степен можеме да го запреме. Тоа се во главном работите што ги третираме во што не интересира сите нас. Значи не станува збор за посебни болести, денес зборуваме за остеопороза, нареден ден зборуваме за болести на тестиси, него цело време остануваме на тема метаболизам. Overweight, што би рекле симпатично заоблен и несимпатично заоблен. А велат и дебелината еден од ризик факторите за карцином. Месото, како го споменавте, не е толку едноставна асоцираноста месо-карцином. Мора да гледате на 4 работи. Значи, месо, дебелина, диабет, кардиоваскуларни, општо целиот метаболички синдром, парак. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Тука заврши терминот на денешната емисија. Се надевам се гледаме повторно. Ви благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Имајте пријатен ден.